Овој блог, правиме мала пауза и веднаш пота продолжуваме со утринската анализа. Гостин на Христо ова утре магистар Никола Александров Ристевски ќе зборуваат за Овчеполието, еколошки и археолошки резерват или регионална депонија. Останете со нас. Добро утро, драги гледачи. Добре дојдовте во Алфа анализа на Добро утро секое утро. И со мене повторно денес тема Овче поле, резерват, а не депонија. Една вака ударна тема, што би рекли малку да се децентрализираме. Тема која е надвор од Скопје, меѓутоа конците најверојатно се влечат и од Скопје, од централната влада. Повеќе околу овој локален проект кој се размислува да се прави една регионална депонија. Ќе зборам со мојот гостин Никола Ристевски од Свети Николе. Добре дојде, Никола. Здраво живо, ви благодарам за поканата. Добро ве нашо. Ова изградбата на оваа депонија која е веќе во понапредна фаза, ќе разговараме во вториот дел од ова денешна анализа. Јас би почнал со она што, прво да те представам на гледачите. Навистина си една интересна личност, се занимаваш со многу области. Си завршил висока школа на Економскиот универзитет во Варна, Бугарија. Имаш работно искуство во Македонија, Бугарија, Италија, Франција и САД. Така. Од 2014 година редовен член на меѓународната научна организација Super Brain Research Group, која го истражува влијанието на светите места врз човечкиот мозок. Многу интересна област. Меѓутоа, се занимаваш и со археоакустичните и археоастрономските истражувања во Овче поле и би почнале од тука, нели? Овчеполието како еден богат земјоделски регион, за жал влезе во една шема на Субрата Рој во еден период, една неславна епизода, нели, од поновата македонска историја. Меѓутоа, во фокусот се археолошките локалитети. Вие го баравте со една екипа, ми се чини, заедно од Хрватска, можното гробно место на Александар Македонски. Нешто повеќе детали околу овие истражувања и какви се тие, како ги викате, акустични истражувања. Ви благодарам за воведот. Како што споменавте, член сум веќе 7 години на SBRG, Super Brain Research Group, меѓународна научна асоциација во која што членуваат научници од повеќе области. Јас сум единствен член од Македонија. Како што веројатно е запознае на јавноста, во 2014 година се извршија првите неинвазивни, односно недеструктивни археоакустични истражувања на територијата на Република Македонија. Целото тоа започна од една случајна посета неколку години пред тоа на Свети Николе од професорот Домагој Николич од Хрватска, со кога што запознавме. Имав прилика да му покажам некои места во нашето Овче поле. Пошто ги споделив моите дотогашни увиди за мојот роден крај со него, ја проширив работката и откако не спомна еднаш во емисијата на Кречемир Мишек на Рубу знаности, потоа дојде во Македонија за да се консултира со мене и моето семејство дали смее да говори за оние работи кои што јас му ги кажав. Откако му дадов зелено светло, ја направи и втората емисија на Рубу знаности, која што предизвика многу реакции во јавноста. Потоа тогашната локална самоуправа во Свети Николе го повика господинот Николич, го прогласи за почесен граѓанин на нашата општина, пошто добивме дозвола од Управата за заштита на културно наследство да ги направиме истражувањата кои се одржаа во март и јули, се извинувам, 2014. За жал, многу од ретки беа новинарите кои што доследно и објективно информираат тогаш за тоа, сите бараа некаква сензационалност итана. Доколку се прочитаат нашите научни трудови кои што се достапни на sbresearchgroup.eu, јас ги имам качени на archive.org на најголемата светска интернет архива за бесплатно преземање и читање. Заинтересираните ќе можат да видат што тоа сме мерале, со какви апарати, какви резултати сме добили. Што се користи? GPS технологија? Не, користиме микрофони, висококвалитетни микрофони, кои што и хидрофони, и хидрофони кои што снимаат што има под земјата. Освен тоа работиме со инфрацрвени зраци и ултразвук и во нашиот тим е член и господин Горан Марјановиќ од Србија, кој што е еден од најголемите експерти. А до која длабина може да се отиде во истражувањата? Многу длабоко.
Горан Марјановиќ работи со технологијата на Никола Тесла. Значи, цело тоа што го работиме е дополнето и со истражувањата според учењето на Никола Тесла. Она што добивме како резултати е постоење на подземни комори, односно шуплини под геоглифот, каде што истражувавме и на други места, на локалитетот Била Зора или Бела Зора. Требаше и на редени камења или ѓаволски зид да мериме, но тоа беше сопрено, иако беше напишано во дозволата. Откако ги објавивме научните трудови во меѓународната научна литература и соопштивме што сме измерили и упативме повик за да ги завршиме истражувањата, за да можеме да донесеме георадар со кој што располага нашата научна асоциација, кој за воля на вистината е еден од најсилните во светот и порано бил користен од руската армија, такви има помалку од 10 во светот пуштено за слободна употреба од научни институции. Тоа барање ни беше одбиено и наместо ние да ги завршиме истражувањата, кои што, како кажав, се вршат недеструктивно, неинвазивно, без да влијаеме на живата средина, на водата, на живиот свет под земјата, тогашната локална самоуправа направи некакви пробни истражувања за вода на врвот на геоглифот и беа донесени огромни бушилици за вода, со што под некаков, уште ги немам видено официјални документи, ги нема, но 2015 година го избушија геоглифот, пошто се престана за тоа, па сите новинари кои што се обидуваат да добијат сензационално со споменувајќи го Александар Македонски или оние кои што се обидуваат да ја девалвираат нашата работа, во научниот тим се врвни експерти од многу земји кои што истражувале на многу локации надвор, освен во Македонија. Станува збор за грандиозен објект и населба со сите елементи, нели, на буен живот во тоа време, и тоа е практично многу пред периодот на Александар Македонски. Тоа е доказ дека тука имало напредна цивилизација уште пред, нели, да се формира таа моќна македонска. Нашето овчеполие вистински ги истражувам културното наследство и природните ресурси на мојот роден крај веќе повеќе од една деценија. Автор сум на 12 печатни книги. Благодарам, што ги донесе. Ќе ви донесам и уште, да. 2 книги, зборник и така натаму. Има што да се чита и вреден материјал. Заинтересираните може да ја отворат nicola.ovчеполе.mk, мојата интернет страница, на која што има повеќе информации за нашата работа. Новинарите кои што се обидуваат да ја девалвираат нашата работа тогаш, или пак да добијат некој сензационалистички пристап, премолчеа кога се случија бушењата, што ми дава за право да предпоставам дека сите тие од двете страни поларизирани пристапи кон тоа што го работевме биле нарачани, затоа што сите премолчеа што се после тоа, односно бушењето на геоглифот. Сега подготвуваме уште еден научен труд за геоглифот со професорот Паоло де Бертоли, со Домагој Николич и со останатите членови и со сегашното раководство на управата за културно наследство. Во последните месеци имам, за воля на вистината, одлична соработка. Добив 2 дозволи да го снимам археолошкиот локалитет Била Зора до Свети Николи и Народниот музеј. Веќе правиме документарен филм за Била Зора, за градишто кај селото Кнеже, каде што археолозите предпоставуваат дека се наоѓал древниот град Била Зора, кој што во старите книги се чита и како Бела Зора, разбирливо на наш јазик. Да, како што се, нели, бели мугри на рацин. Се надеваме дека наскоро треба го доставиме новото барање до Управата за заштита на културно наследство и се надеваме дека годинава ќе ни биде одобрено да го донесеме тој георадар, да ги потврдиме нашите добиени наоди од претходните години и со тоа да им заштедиме на археолозите време и многу поважно пари. Освен ако некој не реши повторно да дупчи да бара вода или нафта во еден археолошки локалитет. Се надевам дека не, затоа што народот веќе е свесен, еве луѓето од само најблиското село Црнилиште, кои да ги прашат, ќе кажат колку народ доаѓа таму и го посетува тоа место. Освен членувањето во таа меѓународна научна асоциација, веќе 5 години работам и како надворешен соработник за Меѓународен славјански универзитет во Свети Никола, како консултант и преведувач на учебници и на научни трудови. И како што споменав, објавив 12 книги. Баш минатиот викенд на Масленица во Свети Николе, во Славјанскиот универзитет, ја промовиравме првата книга за Свети Николе на руски јазик.
Така. Моите пријатели го работат сега преводот и на англиски јазик, па целиот овој опус од научни трудови, книги, сега документарни филмови што ги правиме продолжува со објавување на книги на најговорените светски јазици, руски, англиски, па понатаму и германски, француски, италијански, за да може да го информираме светот за непроценливото културно наследство и огромните природни ресурси со кои што располагаме. Станува збори за неколку практично слоеви на различни цивилизации кои се напластени еден. Така, цивилизацијскиот континуитет во Овчеполието, во Овчеполската котлина, кој што за воля на вистината Овчеполието е многу поголем предел од тоа што се подразбира во поново време. Границите на на Овчеполе во старите книги се водат од едната страна е реката Вардар е граница, горе е Таорска клисура, долу е вливот на Брегалница во Вардар, Брегалница е јужната граница, Пчиње е северната граница, Овчеполе било до Злетово и Лесново. Во повелбите на некои владетели од среден век се забележува Овчеполската земја пишена како посебна земја, што говори за значењето на целиот тој предел и нашата општина Свети Николе заедно со соседната општина Лозово заедно располагаат со неколку стотини археолошки локалитети. Во Овчеполе се наоѓаат Барутница кај Забегово, Рукбаир, кај Горобинци, Вршник, Таринци. Тоа се населби од раниот неолит, од многу илјади години пред нашата ера. Пред неколку години студентите, професорите од археолошкиот факултет при УГД во Штип потврдија постоење на палеолитска станица во Овчеполе, кај селото Мустафино. Несомнено имаме потврдени... Интересно е гледачите да сватат дека не станува збор за некоја проста заедница, значи која живеела во пештери, туку на еден многу софистициран систем на населби така, или тогашни градови, во кои во околината дори има и маркери за кои има сериозни тврдења дека практично се обсерватории, нели? Така. Места за кои за наблюдување и правење, нели, карти на звездите, на соцвездијата. Значи станува збор за една напредна цивилизација. Еве уште да го фатиме. Неодамна бев на Цоцев камен и таму ми кажа дека токму тоа место има една невидена енергетска моќ. Ја споредија со карпата во Австралија, нели, она осамена карпа на која се случуваат разни нешта и се снимени еден куп филмови, има доста мистериозни настани, како на пример еден цел клас мистериозно исчезнува за време на една екскурзија, нели? Ако се наоѓаш на тоа место, велат, ако седиш, ние викаме сега модерно, ако медитираш, добиваш невидена енергија. Точни се овие според вашите истражувања? Има такви места в Овчеполието? Моите покојни дедовци и покојен татко ми пренесоа знаење за работа со радиестезија. Уште од дете умеам да пронаоѓам подземни води. Работам со висок, прачки и со дрва. Овчеполе е свет предел на кој што, како што споменав, има цивилизацијски континуитет од сите познати ери и епохи од минатот. Сите стари цркви биле градени на места каде што постои фреквенција која што ги смирува алфа брановите на нашиот мозок и несомнено е дека во тој го работам со SB Research Group, со кој научна асоциација која што веќе има докажано дека во древните времиња луѓето без помош на опијати, дроги, помошни супстанции, без помош на технологија и се тоа што се користи денес, умееле природно да ги спознаваат местата кои што се благопријатни, па на тие места ги имале не само населбите, туку и храмовите и гробниците и го формирале целиот начин на живот. Во нашата Македонија, Свети Никола е единствен град со име на светец во Македонија, до 45-та се викал Свети Никола. Во околу самиот град се уште, во општината се уште постојат места каде што оние култни места што ги викаме, пример, вода истекува од стар даб, таму луѓето одат да оставаат разни белези за да добијат лек, за да им се скрати маката. Постојат места каде што луѓето кои што кога одат се полнат, како што кажавте, со енергија. За геоглифот конкретно потврдивме дека ги акумулира и во одредени периоди од годината емитира оние бранови на Никола Тесла, што го прави вистинско енергетско место, кое што не е осамено и не е само такво, и не е само во Овчеполе, такви постојат во цела Македонија. И целото тоа има еден
културен, цивилизацијски, но и важно за 21 век економски потенцијал. Така, токму тоа е сега поентава да преминеме нели на вториот дел на ова представување на овчеполието на Свети Николи и овој проект кој по многу нешта веќе е контроверзен, а тоа е за проект за отворање регионална депонија некаде кај селото Мечковица. Мечкуевци, да. Мечкуевци. Станува збор практично за донесена одлука на Советот на општината, гласање 9 спроти 6, власта 9 гласа, опозицијата 6 против. Проект кој се врти и во претходната власт, нели, кога е ВМРО ДПМН практично ја води општината. Сега дојде тој момент да се формира и јавно предпријатие и некаде околу 19 општини ќе депонираат во иднина отпад во ова културно наследство, во ова убавина, нели, во Централна Македонија. Никола и една голема група активисти се против ова. Што се случува? Искрено, јас не познавам човек од Свети Николе или човек од Овчеполе. Не зборувам за оние кои што си го неќат родниот крај, затоа што има и многу такви за воля на вистината. Од мојот народ не познавам човек кој што е согласен со вакво нешто. И накратко да го представам ова, без да навлегувам многу во детали, затоа што за тоа си има таму кој треба да зборува. Вака, уште за време на претходната гарнитура на локалната самоуправа во 2014 чинам, тогашниот совет, градоначалник, директор на јавно комунално предпријатие донесуваат одлука со која што во Мечкуевци треба да се прави, тие милуваат да ја наречат современ систем за управување со отпад, фабрика за преработка на отпад итана, но тоа е регионална депонија. Откако тоа било донесено, усвоено и започнато пред претходните локални избори, од кои што веќе се поминати 4 години, скоро 4 години, еден од главните пропагандни пораки на сегашната локална власт беше дека се против тоа, дека нема да дозволат тоа да се случи итана. И откако е сега оваа гарнитура во локалната самоуправа, сведочиме дека двете партии ДПН и СДС си ја префрлаат топката едни на други, па така голем дел од советниците кои што гласале за депонија сега се против итана. Се најавуваше некој референдум, ништо не бидно од тоа. Слушнавме изјава од сегашниот градоначалник дека општината требало да враќа, мислам, 2,5 милиони евра ако се откаже од нешто вакво. И на седниците на Советот на општина Свети Николе може да се слушне дека референдум за вакво нешто не бил можен, затоа што ова било прашање на централната власт и тука ние како народ во Свети Николе, во чија што општина, од чии што тие советници земаат плата од парите даноците и давачките ние кои што ги даваме, немаме право да го искажеме своето мислење за нешто вакво. Тој предел кај Мечкуевци и Арбасанци, доколку се отвори археолошката карта на Република на Македонија од 96-та, например, не мора нешто поново, од 96-та, ќе се види какви локалитети има таму. Доколку се отиде на лице место, човек ќе види таа природа што постои таму. И навистина ми е жал што откако магистрирав на славјански со тема прва за туристички потенцијал во мојот регион, насловена како управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската котлина, во која што детално опишав зошто Овчеполието, затоа што сме како општина ставени во повардарски плански регион, што не е природно, реката Бргалница тече под нашата општина, тоа воопшто не е природно, ниту нормално би рекол. Во таа магистарска теза опишав како општина Свети Николе може да биде центар на цело Овчеполе и самото Овчеполе, доколку не мора да се оддели административно од повардарски, источен и североисточен, но да представува една целина која што ќе биде еколошка целина, но и ќе представува своевиден археолошки резерват и простор каде што не само ќе се развива туризамот за заинтересираните посетители да се запознаат со целиот тој цивилизацијски континуитет што го споменавме, туку и ќе се предизвика голем дел од нашето иселење да почне да се враќа затоа што селата ни се празни, да почне да се враќа и да работи на нашата земја. Според проектот кој веќе почнува нели да добива на динамика, формирано е тоа јавно предпријатие,
2022 година ќе треба да почне и да се гради таму. До крајот на годината мислам дека треба да има тендер за кој да ја гради таа депонија. Минатиот месец беше формирано јавно предпријатие со кое што и општина Свети Николе дала пари за 19 општини со центар во Свети Николе, чиј директор ќе го бираат сите тие представници на тие општини. Па ако пример се случи тој на општина Свети Николе не ја одговара раководителот на тоа, ќе треба согласност од повеќе од половината, па за нешто што имаме во нашата општина, ќе треба сите тие општини од Велес, Чашка, горе Куманово, североисточен регион, источен регион до Берово, да 10 од мнозинството од нив да се согласат за, например, ако дојде до нешто такво, тој директор да се смени. Јас искрено верувам дека мојот народ во Овче поле е доволно свесен за ова што се случува и дека ќе се слушне гласот на народот, но и дека самиот народ ќе се охрабри за да почне погласно да зборува за ова. Активистите во Струга веќе покренаа тужба против општината за дивата депонија во Струга, а овој проект е многу поголем од тој што е во Струга. Станува збор за проект кој треба, се ќе видиме точно колку ева на вистинска информација, да го финансира Европската Унија. Зборуваат за некакви 35 кусур 40 милиони евра, а ќе се обслужуваат околу 400.000 жители, значи ќе депонираат отпад и тоа е негде 900.000 метри кубни отпад, тоа е огромна маса отпад, како и да е. Клучниот збор е дека сите општини, вклучувајќи Свети Николе, каде што ќе се депонира овој отпад, се согласиле. Јас велам. Да, ниту еден и мене ме чуди, никој еден не се спротивстави на тоа. Постои конвенција многу важна која Македонија ја ратификувала, ја потпишала, таа Архуската конвенција, според која локалното население за вакви проекти мора да биде консултирано. Зошто? Особено кога станува збор за отпад. Значи, загрожено ви е јавното здравје. Таму нема да има само купишта ѓубре, туку ќе има и миризба, ќе има само запалување и така натаму и така. Господин Ивановски, во однос на јавното здравје, поминати ли се овие постапки како што треба? За гледачите да знаат, веќе секоја втора куќа во Свети Николе или има некој умрено или некој има болен од рак. 2001 година, мислам беше, кога се донесе официјалната одлука да престанеме да пиеме вода од градскиот водовод, ги предизвикувам истражувачките новинари да проверат колку време поминало од информацијата дека водата не е за пиење до известувањето на народот во општина. Многу луѓе имаат здравствени проблеми. Ние во градот од тие самопридоници што ги давале нашите родители, нашите баби и дедовци, се градал градот, се правеле улици, канализација, водовод, сега плаќаме едно од најскапите води во Македонија. Градската водоводна мрежа и канализациона мрежа е во ужасна состојба. Дел од селата немаат ни канализација и водовод. Ние не сме против современо управување менаџмент со отпадот. Јас сум менаџер по струка. Знам што значи управување, но не може да се прави нешто такво за 18-19 општини, а ние во Свети Николе да имаме раскопани улици, да имаме многу болести, да имаме антени кои што за волење на вистината зрачат повеќе од дозволеното, да имаме лоша канализациона и водоводна мрежа. Значи, прво треба да се средат условите за живот во општината, да се среди отпадот во општината, па потоа да се праша народот дали смее кој да е на власт да помисли за нешто вакво. Значи, наместо да се задржи населението, да му се подобри квалитетот, проект кој ќе придонесе уште повеќе луѓето да се иселуваат. Ќе употребам еден израз. Културоцид ни се случува веќе, модерен геноцид ни се случува, но се случува и аристоцид, за кој што сведочиме дека една изјава ме предизвика на еден од советниците, слушајќи ги со седниците кои што тие ги пренесуваат онлайн по гледаноста, се гледа колку луѓе ги гледа и колку тоа е практично и нешто покажува дека воопшто и не допираат до поголем дел од населението. Ме предизвика една изјава на еден од советниците во која што според тоа што сега се случувало и двете партии се препукувале за депонијата, народот имал демек погрешна перцепција и ги ставал и тие во исти кош. Па еве вака јавно ќе кажам, да, народот навистина мисли исто и за едните и за другите и се надевам дека веќе помина времето кога во Свети Николе се донесуваат луѓе на раководни позиции по партиска линија, семејна линија,
по тоа кој донел колку гласачи за избори, дека ова ќе биде предизвик да дојде време на меритократија во кој што работните позиции ќе ги зајдат луѓе кои што имаат не само соодветно образование, туку работно искуство и личен интегритет за тие нешта. Затоа што, пример, сведочиме, најголем број од градоначалниците, кандидатите за градоначалници се луѓе од кои што биле во администрацијата, во локалната, значи под државна капа, секој редовно се земале плата и танита, ги немале тие проблеми што на поголемиот дел екзистенцијални од населението и потоа се кандидираат за уште раководни функции. Така е, Никола, само да те прекинам, во политиката главна работа е да се гледа јавниот интерес, а кога зборуваме за јавниот интерес, јавното здравје е овде нема политика, ова е политиканство. Место, значи на прва позиција, прво се гледа јавното здравје. Јас ќе кажам еден пример. Јас пред едно 10 години имав една хируршка интервенција и до мене беше едно момче, младо детенце од Свети Николе, 12 годишно со неговата мајка. Тоа одеше на операција на рак на желудник и лекарот каже, еве уште едно дете од Свети Николе кое е заболено од рак на желудник. Токму водата која се пие во Свети Николе е главниот причинител за овие случаи за кои не многу се зборува и во јавноста. Значи, јавниот интерес мора да биде во фокусот на било која политичка опција. Се надевам дека ова ќе го видат и луѓето кои што решаваат за тие проекти од Европска Унија итана, па наместо тие силни милиони евра да се даваат за нешто вакво, ајде прво да се смени водоводната мрежа во Свети Николе, да се поправи канализационата мрежа, да се направат и нови колектори за отпадни води и испусни води, да се среди речното корито со кое што имаме огромен проблем, затоа што во градот тоа го викаме речното корито, не ни тече вода, туку течат фекалии во сред град. Знаеме како што споменавме, сите стари градови биле правени покрај извори на чиста вода, на нас денес ни течат фекалии во речното корито, секој разумен човек може да си направи паралела и да увиди со што сме соочени таму. Па и по изјавата дека на Советот и на сегашниот градоначалник дека не можело да има референдум затоа што за ова била надлежна централната власт, доколку се соберат 20% од избирачкиот список, кој што е 14.000 и нешто во Свети Николе, значи помалку од 3.000 луѓе се потпишат, не на интернет, не со change.org, не на хартија, со име, презиме, со матичен број, со подпис, би можело да се покрие на еден референдум. Па се надевам дека мојот народ ќе побара ревизија прво, ревизија на одлуките на Управа за заштита на културно наследство, дека таму нема локалитети. Ревизија за животна средина. Да се ризици, како што се прави одново да се проверат сите тие работи. Зошто да не? Имаме право, ако немаме право да бараме нешто повеќе, имаме право да бараме ревизија на целото тоа. И тие пари кои што се уплашила локалната власт дека ќе треба да ги враќа, затоа сме локална самоуправа, затоа треба менеджмент, односно управување. Па 2,5 милиона ќе ги вратиме само од туризам, нема никаков проблем. Па не, тие 2,5 милиона треба да ги врати централната власт, затоа што централната власт тврди дека... И општина Свети Николе ќе ги врати. Вие не, како локална власт не можете ништо да правите. Не, и народот ќе ги врати само да му се даде шанса да ги заработи тие пари честно, а не како што тоа го прават голем дел од политикантите кои што ги спомнав. Значи најголемата инвестиција во модерната историја на Свети Николе Овчеполието ќе биде изградба на регионална депонија. Па една баба Бог да просто вика кога се правеше автопатот, викаше деца прават автопат, војска ќе мине тука. Се испадна војска уште не мине, ама камиони со ѓубре ќе минат по автопатот. Така. Тоа се од 19 општини. Тоа рече си цела Источна Македонија, таму ќе се... Тоа се 5-6 камиони, мислам, дневно што треба да идат натака и да направат нов пат за натака и сето тоа. Сето ова е неприфатливо, затоа што доколку сме населено место, веќе Свети Николе не наликува ни на град, затоа што урбанистички има што култура и сето тоа, има што прави еден град. Ние сме необично населено место сега, кое што е во потполен урбанистички хаос, културен и социјален живот, културниот социјален живот е на многу ниско ниво, стравот кај населението е се поголем и поголем. Притисоците од двете неголеми политички партии, нивните пулени кои што постојано манипулираат со народот и си играат со чувствата и со трпението, се поголеми и поголеми. И наместо ние да бидеме центар на производство на здрава храна, повторен центар на сточарство кој што ќе ја храни цела Македонија, имаме, се надевам дека нема и водата да ја продадат. Имаме огромни
количества на вода, жива вода за пиење, но и термални води по Овче поле. Самите имиња на Топли дол, Благ дол, Солен дол и така натаму. Да. Добро. Никола, еве и ние како медиум ја отворивме оваа тема, по многу нешта е контроверзна, нетранспарентна, се гледа дека постапката не е водена транспарентно како што треба да биде. Мислењето на граѓаните е многу важно, да не речам најважно, затоа што не можете да носите одлуки, нели, како власт во име на граѓаните ако не сте добиле мандат за тоа, така што еве ви посакувам среќа и на тамошна борба. Сепак станува збор за воздух, вода, почва и така натаму, се клучните работи за. Извинете се, за да го завршиме ова, за да само еден момент за да биде појасно на гледачите. Ова ќе го гледаат многу луѓе и упатуваме еден апел кон вршителите на јавни функции и поранешни и претходни, дека ова не е лично, значи ова што јас го искажувам не е само моје мислење, на многу луѓе. Ево, значи наскоро ќе направиме пресконференција за јавност и се, каде што ќе види народот кои се позади ова, но ова не е ништо лично против никој и како што можат да бараат гласови и да добиваат плата од народни пари, така некој конечно може да превземе одговорност. Така е, тоа е клучната поента. Тука сме, нели, со исти размислувања, така треба да функционира власта, нели, да ги решава проблемите на населението, а не да му прави дополнителни проблеми, што не е политика, туку е политиканство или не знам како сакате наречете го. Еве, драги гледачи, тоа е Овче полието, со регион со долга традиција, има што да покаже како, нели, археологија, историски локалитети, цркви за кои не зборувавме, музика, фолклор и така натаму, убаво јадење, меѓутоа еве и проекти кои предизвикуваат, нели, реакции, несакани реакции кај локалното население. Од мене толку, останете со програмата на Алфа. Имајте убав ден.